Ви благодарам, председавач. Почитувана колежке Тасевска, очигледно имавте задача да го повторувате и експозето на министерката за финансии и да го браните овој ребаланс на буџетот, повторувајќи ги истите тези, мислејќи дека на тој начин граѓаните ќе ви поверуваат. Ги браневте истите тези кои што веќе ги слушнавме. Искрено кога зедовте збор, мислевте дека малце ќе се разликувате од вашите колеги од СДСМ и дека ќе настапите критизерски во однос на вашата област. Зборевте за се и се што, за она што воопшто не го познавате, а не зборевте за образованието. И пак ќе ве прашам, не се навлекувајте во теми кои што не ги познавате. Се фалите дека бил покачен буџетот за ретки болести. Ве прашувам лично, што значи тоа? Знаете ли колку нови лекови ќе се набават? Колку нови болести се влезени во тој регистар на ретки болести? Зашто ќе се наменат тие пари? Кога ќе стигнат тие лекови? Дали сите деца со диагностицирана ретка болест ќе ги добијат лековите? Претпоставувам дека не знаете. Ама моравте тоа да го прочитате, пошто нема друго за што да се пофалите. Зошто не зборевте на тема образование? Вашата омилена тема секогаш. Затоа што го поддржувате ребалансот на буџетот, кој што крати над 800 милиони денари во образованието. 800 милиони денари помалку во образованието или 14 милиони евра. Затоа не зборувавте, колешки, на темата образование. Но затоа јас ќе ве потсетам, што поддржувате? Значи поддржувате кратење од буџетот во овој ребаланс за 327 милиони денари во високото образование. Поддржувате да се скратат 147 милиони денари од основното образование, 67 милиони денари од средното образование. Поддржувајќи го овој ребаланс на буџетот, поддржувате Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје да добие 42 милиони денари помалку. Универзитетот за информатички технологии во Охрид да добие 16 милиони денари помалку. 12 милиони денари помалку за Универзитетот во Тетово, 157 милиони помалку Универзитетот Мајка Тереза и 112 милиони денари помалку за изградба на Финки факултетот и факултетот за физичка култура. Поддржувате да се скратат 45 милиони денари од науката. 221 милион денари помалку инвестиции во образованието. 18 милиони денари помалку за Бирото за развој на образованието. И дури 92% помалку од агенцијата која што треба да врши надзор над образованието. 92% помалце од планираниот буџет. Тоа очекувам да го објасните како го поддржувате. Со програмата План за живот ветувавте најдобри училишта, наставници вклучени во образовниот систем, дека вработените ќе добијат најмалце 30% покачување и ред други мерки. Зборевте на многу теми, само не на вашата, но очигледно зошто. Граѓаните го добија сега одговорот. Поддржувате во вашата општина и во мојата општина, кај што има депонии, неисчистени одводни канали, да им се скрати буџетот од 330 милиони денари на 230 милиони денари, за 100 милиони денари помалку. 100 милиони денари помалку. За чистење на одводни канали
и депонии. Во фаза, во период, во кое времето допрва ќе ни носи дождови. Вие носите ребаланс на буџетот во кој што ги кратите тие средства. И не добив одговор од заменик министерката, еве лаик сум, околу планирањето на буџетите, но зашто поддржувате покачување од 184 милиони денари за зголемување на буџетот за здравствено осигурување? Каде ќе одат овие пари? Ќе ви кажам, во Република Македонија не постои граѓанин кој што не е осигуран по било каков основ. Дајте ми одговор, каде ќе одат овие 184 милиони денари кои што вие ги поддржувате да се покачат? Во доменот на здравственото осигурување. Ви благодарам.